15 минути каснам, почекам да се присоберете гледачи, за да може да почнам да зборам тоа што го мислам, за тоа што се наапав, условно речено, а и да, како што кажав, да рестартирам емисијата Психоманија. Така да, еве, ова ми е втора емисија во вторава сезона, со пауза од некои година и пол. Од тие година и пол 8 месеци со намера, затоа што добро дојдовте Илчо и Зоран, тоа ми се први гледачи, кои што ми се појавуваат дека гледаат. Со намера не планирав да коментирам, не планирав да зборам, пошто све што имав да кажам, јас кажав пред избори. На изборите беше така како што беше, се добија пола милион гласови, се добија по 58 пратенички места, што значи дека целта за рушење на претходната комунистичко одродничко шарена власт беше бутната комплет. Значи првично го бутнавме Зајко, после тоа Таче Ќурка. Мада Таче Ќурка и онака беше само колку да пројда тие 2 години од нивниот им мандат, затоа што министерот за опозиција тогашнен не сакаше и не планираше да бара и да изнуди предвремени избори, за да не мора да се мучиме како луѓе уште 2 години плюс. Сега ќутев, дремев од време на време на некои објави кај пријатели од Facebook и следачи, им коментирав, ви кажав, зошто сега се буните кога јас ви кажав, ви пишав и така натака. Ретко кој имаше муда, пошто не знам зашто ги викаат кохонес, пробуваат нешто што не е нашки да го кажат. Тие што имаа муда, ето да ми пишат, ми пишуваа, па кој ќе им објаснев, викаа дека сум се расправал со нив, затоа што јас освен вистината друго не познавам ништо во животот. Кај мене животот секогаш бил и секогаш ќе биде црн и бел. Нема колорит, нема бои, нема сиво, нема нешто измеѓу. Така да е вака за уводов. Во моментов ме гледаат 41 човек. Поздрав до братот Бинго кој сега се вклучи. Еве почнувам емисијата Психоманија, значи втора емисија, втора сезона. Бидејќи не можам да издржам веќе да ќутам, преќутувам и само да гледам како продолжува комунистичко-одродничката власт да владее со Македонија, со држава која што на сила, без дозвола од народот, без дозвола од тие кои што живееме во неа, да го сменат името. Доаѓа нова власт, поздрав Дејани до тебе, доаѓа нова власт, официјално на власт доаѓа партијата ВМРО-ДПМН, но не доаѓа ВМРО-ДПМН на власт.
На власт доаѓа кукавичко јајце кое што е снесено во чесното гнездо на ВМРО ДПМН, кое има за намера да ја растури партијата, да го уништи членството, да го растури членството, да го разочара членството и единствено во моментов како што може да се примети, им е во интерес само да глумат, денек нешто работат, да глумат дека централната власт нешто прави во локалната власт, а што не е така. Иначе, да не обесам многу за кукавичково јајце, пошто ми се гади, уопште кога ќе помислам на него, ми се гади повише него што ми се гадеше за Заев кога ќе помислам. И за оние шарени одродници пред 8 години. Поздрав, Маријан, и до тебе. За сега сум здрав, жив. Еве, колку што може да се биде жив. Зомби. Значи, во петокот, да ја почнеме емисија, се случи по мене најболното нешто што можеше да се случи во држава, да почине еден уставобранител кој што имаше петља, имаше храброст, имаше срце да го каже сето она што го мисли онака како што го мисли, без да калкулира, без да прави математики, без да ако го кажам ова ќе биде вака, ако го кажам, да го кажам ова вака, не. Кај него беше исто како кај мене. Исто. Жими очи, право во очи, онака како што е. И вчера беше малце трогателно сето она што можев да го видам. Истовремено беше и нервозно, во исто време исто што гледав тамо. Имаше невека околу 2000 подржувачи, 2000 присутни на последното испраќање на последниот македонски херој во поновата историја. Значи, последниот од оние кои што го посветија животот на државата Македонија, кој што лежеше зандана во државата Македонија за Македонија, беше осуден од македонците, а не беше македонец. Како јас што не сум македонец. Сега, мање више дали бил македонец или не, мање више дали јас сум македонец или не, живеам во оваа држава и се борам за оваа држава со секој еден одродник, без разлика дали е македонец или не. Затоа што оваа држава, како и сите други држави, овој народ, како и секој друг народ, има право да живее. Има право да се вика како сака. Да биде македонец. Македонец. Сега, има такви кои што не сакаат да биде така, а се македонци. Имаше еден израз за у Индија, како ги викале тие кафени, не знам како беше сега, не ми текне, кои што се срамеле од својот идентитет и кои што сакале да бидат енглези.
а осуретот биле друго. Да не употребам, да не споредам со некој наш тука драг народ кој што живее со нас. И го испративме човекот, му дадовме почит. По испраќањето се најде јунак да повика, да пише и да каже да се собереме следнава сабота точно на Пладне овде пред собрание на Република Македонија. Овие одредници што сакаат да кажат да се Врџганистан што пошто доби огромна поддршка за неполни саат време, имаше преку 300 коментари со поддршка, со изјави дека јас сум со тебе, јас сум до тебе, јас доаѓам сигурно, респект 100% си во право и така натака. Лајкови не знам ни колку имаше, не ги заприметив. Јас го споделив кај мене и истото го побарав, реков јас стојам позади ова, јас поддржувам исто, како единка, имам право на тоа. Затоа што секој еден кој живее во оваа држава е собственик на оваа држава со 2 милионити дел. Ако се 2 милиони жители, значи секој има 2 милионити дел од државата. На избори, какви и да се изборите, се дава право на управување со државата, не на одлучување. Значи, он може само да управува со државата, не и да одлучува. За да одлучува во моје име, за мојот 2 милионити дел, мора да ме праша. Ако не, јас имам право на протест. Како единка, јас во сабота ќе бидам овде во 12. Без разлика што цаки кој што го пушти тоа се пишмани затоа што го напишал од емоционални причини, побуден, што се вика во афект, го здоболело, како секој еден нормален човек што го здоболело смртта на Игор. А зошто е смртта на Игор? Зошто и умре Игор? Што се деси со Игор? Дали некој размисли, помисли, зошто тој човек доби срцев удар и умре? Затоа што не постои срце на планетава Земја. Не постои човек со чест и гордост, кој што може да го издржи тоа такво омаловажување и понижување индиректно. Човекот лежи затвор за вас, за нас, за мене, затоа што сакаше да ја сочува државата. Затоа што сакаше да ја сочува не ова Северџганистанов, туку да ја сочува Република Македонија, за која што во 90-тите години на почетокот се изгласа да биде Република Македонија, а не сега некој да ја разводнува, ама прашањето било двосмислено и не знам како и вака и така било. Не било двосмислено, намерно било така поставено прашањето, за да не е двосмислено. Дали сакате да бидете независна држава, со можност некогаш да се влезе во некој сојуз,
или во конфедерација со Југославија. Такво било времето. И граѓаните рекоа независна Македонија со можност некогаш да влезе во некој сојуз. Со можност, не е обавезно да влезе во сојуз. И почна битката, почна животот во Македонија. Дошол Сорос, платил, не знам што направил, дошол Јанко, Петко, Станко, не знам кој ојле, дојле, платиле, не знам што платиле. И што ако платиле? Ако платиле, значи дека купиле. Нели тие тоа го правеа од добра волја? Нели да помогнат? Па ако помагаат, у тој случај како може да бараат за возврат за тоа што помогнале? Они не кажа дека продаваат. Еве јас ти ви давам сега, ама вие ќе ми вратите мене после. Не, они рекоа, еве ви за да живеете, за да бидете држава. И биднавме држава. Каква таква биднавме држава? Санкции, манци, све имаше. И обстојавме. Кога сакаа прв пат да ја униште државата, скокнавме. И им покажавме дека сме попаметни од нив, дека не може да ја униште државата. Направивме едно нешто со што ја задржавме државата до ден денес, за кое што никој ни се уште не сака да збори. Не. И тогаш, и сега, студентите, младите, ќе задржат државата. И ќе сачуваат државата. За разлика од овие сега и мојава генерација, што се дојдени полтрони, не се само полтрони, не знам ни јас како да ги научам, да ги наречам. Саможивници, дволични суштества, дебелокошци, кои што до вчера леб јадеа со мене заедно, за денеска да кажуваат дека јас сум се продал, дека јас нешто сум направил. Јас сум бил у водовод, шеф. Пошто не ме примило ВМРО у водовод, ме примила Данела у водовод. Лајна, смрдежи. Истото денеска се случи. Еден куп телефонски повици по членство, да не се подржува протест, да не сте помислили да искачете на протест. Смирете го. Што е ова? А може нешто они работат, ама ние не знаеме. Ако работат ќе се види, бе, пријателju. Било кој. А вака што? Поздрав до паштета, пријателе, да си ми жив и здрав, не сме се виделе одамна. И да не искачеме. За кого да не искачеме, бе? За браќата. Што 8 години скапаа у затвор. Што не се амнестирани. Што не барале они да се амнестираат. Не било вака, не било така. Правна, судиите биле криви. Како може да бидат судиите криви кои ти треба само еден подпис? Како Трамп што направи? Еден подпис амнестија и му се кине делото, му се брише. Не е ни терориста, ни ништо, се брише. А после тоа со граѓанска постапка они ќе си тераат правда за клевета, за навреда, за нарушување на честа и угледот. Гломи легалиста, немало, не знае што, судиите биле криви. Еден од браќата вчера дишеше, бре. А вие кажувате судиката не го пуштала да се лечи. Пандов, па јас ќе му ги подпишем година дена унапред, дека е на бројна листа у затвор. Ако сакаш да му помогнеш на човекот.
на причата? Кој може да докаже дали е таму или не? Кој ќе го види? На отпуст пуштен за маце, ама судиите не дозволувале, морале да се вратат назад. Ма немој, молим те. Како за све нешто у држава што има и за и против, така има и за тоа и за и против. Ако се сака, све се може да се направи. Све. Ако го не се сака, тогаш се наоѓаат оправдања на секого. И за све се наоѓа оправдање. Судиите биле криви, Заев бил крив, сега он бил у Дубај. Та преку тасета ако е у Дубај не па прати човек уби го. Што ако е у Дубај? А? Или не можеш да отидеш до таму? Ете, тама работа, Бог да чува да го убие. Тоа било кривично дело и или судијата не дозволува. Зашто да не дозволува судијата? А? Се живljava? Дали му е доставено на судијата тоа што е доставено до службите? Пошто све иде од оздолу нагоре. Како викаат? Рибата смрди од главата, ама се чисти од опашката. Така да, јас, бидејќи го подржав вчера повикот за протест, во сабота на 15, во 12 на пладне, овде пред собранието, јас во сабота на 15, точно во 12 часот, иако покаже апликацијата дека ќе врне, јас ќе бидам тука сам, како поединец, кој што бара од оваа држава за неговиот 2 милионити дел од државата да бидат ослободени сите затворени за 27 април. Сите. Секој кој што го мисли истото што го мислам и јас, го повикувам исто, како поединец, секој за себе да протестира. Да се видиме колку поединци сакаме браќата да бидат на слобода. Поединци. Тоа не е веќе организирање протест. Тука веќе секој еден поединец си протестира за себе. И го кажува своето, го изразува своето мислење. Така да, пак ќе ви повторам, во сабота на 15 февруари, точно на пладне во 12 саат, јас ќе бидам овде. Пред собрание на Република Македонија. Кој мисли како мене, кој сака да си го изрази својот револт, кој сака да си го покаже своето барање како поединец, нека дојде и тој и заедно до мене, како 20 поединци, 3, 5 души, 10, 100 души, поединци, да го изразиме својот револт. И истото што го правев пред неколку години, кога барав како поединец Ван Хојте да биде протеран од Македонија. Човекот кој што прв почна да ровари против оваа држава. Градинарот за кој тврдеа дека бил дипломат. Тој е обичен баштован. Копач на цвеќиња. И други перверзни работи, кој што се гледаше по сликите. Така да, пријатели на Facebook, луѓе кои што лично ме познавате, луѓе кои што ме почитувате, почитувани, кои што јас ме почитувам, ве известувам дека
Јас како поединец, како Борислав Стојковиќ психо, ќе бидам на 15 февруари, точно на Пладне, овде пред собрание на Република Македонија. Без разлика дали ќе врне, дали ќе грее сонце, дали ќе биде ладно, како што е сега впрочем ладно. Јас ќе бидам тука, за да можем колку толку да дадам поддршка на браќата, на луѓето, на хероите кои што се во Зандана за 27 април. Ако се они терористи, потврдени од суд и така натака, јас сум многу поголем терорист од нив. Ви благодарам што ме гледавте. Следното вклучување ќе биде наскоро, се надевам утре, евентуално задутре. Од мене толку, од вас очекувам повеќе. Од партијата која е на власт, ВМРО-ДПМН, мојата партија, која јас сум ја формирал, како ветеран, од членовите на ВМРО-ДПМН, очекувам и тие со своја глава да мислат и да сватат дека доаѓањето тука да се види поддршката не значи одење против партијата. Туку притисок врз кукавичкото јајце натакнато во ВМРО-ДПМН дека треба да превземе тоа што ветил. А ветил овде пред камени, пред луѓе, дека првиот момент кога ќе дојде на власт, ќе направи се за овие луѓе да бидат слободни. Помина 8 месеци, 9, време е да бидат слободни. Без разлика на начинот, битно е да бидат слободни. Сето друго се прави од слобода многу полесно и поефикасно, и побрзо, и поздраво. И нема да им одиме на погреби, него да им одиме на веселби. Да не даде Господ да умре уште некој. Не верувам дека ќе биде понатака мирно. Фала што ме гледавте од втората емисија Психоманија во втората сезона. Толку. Фала на гледање. Да е жива и здрава Македонија, пријатно.